Македонија ќе изгуби силен поддржувач за нејзиното приклучување во Европската Унија по напуштањето на Велика Британија на европското семејство, но Брекзитот нема суштински да влијае во понатамошните односи помеѓу двете земји. Ова е оцената на поранешниот амбасадор на Македонија во Лондон, професорот Ѓорги Спасов. И надвор од Унијата, Велика Британија ќе го задржи своето влијание, а одржувањето на позитивна надворешна политика за Македонија може да биде само предност. Бидејќи Македонија досега не беше член на Европската Унија, нашите односи со Велика Британија беа уредувани врз основа на договори, врз основа на закони кои што ги уредуваат односите меѓу две земји кои што не се членки на Европската Унија. Според тоа, оттаму и трговската размена, и царинските давачки, и сето она што представува практично безбедности релации меѓу Велика Британија и Македонија ќе останат потполно исти. Велика Британија натаму ќе остане голем поддржувач на Македонија за нашето членство во НАТО. Велика Британија е голема земја која што всушност сегашната позиција ќе ја гради натаму како мост меѓу Соединетите американски држави и Европската Унија. Велика Британија има големо влијание како земја која што е главна практично координатор на сите земји од така наречениот Commonwealth, земјите како што е Канада, Индија и другите држави. И оттаму мислам за Македонија од големо значење да ги натаму развива трговските и економските односи и политичките односи со Велика Британија. Според Спасов, патот на Велика Британија за излез од Унијата се покажал како комплициран процес, кој ќе ги чини и двете страни, а најверојатно и ќе ги натера останатите членки добро да размислат пред да ги прашаат граѓаните за вакво решение. Одстапките што ги прави сега премиерката Тереза Меј, како што вели Спасов, се со цел штетите да се сведат на минимум од една страна и да се испочитува референдумската одлука на граѓаните за излез од ЕУ од друга страна. Најголемата грешка на Тереза Меј беше што она инсистираше на тврд Брекзит и инсистираше всушност на прекинување на Царинската унија, која што е голема болна точка за британците. Оттаму предлозите кои што сега се даваат, дека би требало тој договор да се промени во насока и да се изнедат некакви дополнителни решенија доколку на пример не помине овој договор во однос на тоа како да се ублажи да се продолжи практично Царинската унија со Европската унија, како да се овозможат трговските договори, како на граѓаните кои што се членки на европските земји и на британските државјани кои живеат во Европа да им се овозможи престој без дополнителни давачки и без дополнителни компликации, тоа би можело да го направи Брекзитот ефикасен и може да го направи оправдан. Меѓутоа, проблемот е дали на сето тоа сега ќе се согласи и дел од Европската унија кој што има причини да го одложува излегувањето на Британија од Европската унија, а од друга страна пак има сериозни интереси да ги заштити и сопствените интереси од таквото излегување. А заштитата на интересите на Унијата, но и на иднината на заедничките односи со Велика Британија е и целта на преговарачкиот процес. Главниот преговарач на ЕУ за Брекзит, по неуспехот на планот за повлекување, истакна дека е против какво било решение што ќе значи Велика Британија да ја напушти Унијата без договор. So with regard to the future relationship, President, ladies and gentlemen, I'm not only talking about economics and trade and exchanges that are so important for growth and jobs. I'm talking about sectoral cooperation, and your committees, of course, are very following all these developments very closely. Research, for example, fisheries, very important sector, aviation and transport, and many other sectors as well. I'm talking about police and judicial cooperation, which will be necessary, of course, after Brexit. And I'm also, of course, talking about stability on our continent, security. The United Kingdom, a large company, a member of the Security Council of the United Nations. An ally and a friend will always be a partner in foreign policy, in development and cooperation, and in any matters pertaining to defence. Сите страни се надеваат дека Велика Британија ќе излезе од Унијата со договор. Во тој случај, во иднина, кога и Македонија ќе стане дел од Европа, во меѓусебните односи ќе се применуваат мерките во согласност со конечниот договор помеѓу Велика Британија и Европската Унија.